Назад во студиото на Алфа, драги наши, како што кажавме, денес втор гостин во студиото на Добро утро секое утро е поетот Мендо Димовски, автор чиј збор секогаш ја носи татковината како главен мотив. Денес главна причина за утринскиот разговор со овој поет ќе биде промовирањето на Опстој со неспокој, книга која што е силно, искрено и длабоко ја утвара темата за издржливоста, немирот и љубовта кон корените. Ќе зборуваме за неговиот творечки пат, за инспирацијата за новата поетска збирка, но и за богатото авторско наследство кое што го гради со години. Добро утро, господин Мендо. Добро утро и поздрав до гледачите и благодарност што одвоија време да не следат во живо. Така. Верувам дека ќе уживаат во нашиот разговор, бидејќи имаме што да кажеме. Една прекрасна поезија, многу дела тука, 4 од овој ваш опус ќе доделиме на наши гледачи, кои што ќе се јават и ќе остават своји податоци и ќе може да се ги земат од просториите на Алфа. Господине Димовски, што беше причината за вие да не дарувате со вакви книги и како започна вашата поетска приказна? Па, малку сега ме ставивте во мисла. Мислам дека поетската приказна започна во помлади години, во гимназиски, кога бев пред еден проблем ставен по налог на доктор, морав да лежам на грб еден месец и сакав на тој начин да искажам може би тагата што ме снајде во тие години, јас да и практично реакција на тоа што ми се случи. Сакавте емоциите да ги... Напишав емоциите и напишав една песна Која беше? Црни денови. Се сеќам само на еден стих да ви кажам, на каде да погледнеш се е суша, месец дена сонцето се скри, црни облак во мојата душа, тој младост мене ми впи. Навистина не ми ја впи младоста, то едно справување со тој предизвик беше за мене, тогаш практично ме направи посилен и со справувањето на сите премрежиња што ги имав многу во животот, така да после тоа завршив успешно гимназија, завршив воена академија и високо воена политичка школа, а 75-та година, 1975-та, завршив новинарска школа. Ова го истакнувам затоа што подосна цело мое пишување и ова поврзано со поезијата е поврзано и со новинарството. Так. А исто сакам да ви одговорам на ова за поетската приказна за Македонија, кога започна. Да, главен мотив ви е татковината. Татковината. На една промоција на стихозбирка, каде што се кажуваше многу за камењата како метафора. На ваша промоција? Не, на друга промоција јас присуствував и тогаш ми се роди една идеја, па си реков зашто јас, например, не ја искажам таа метафора, цврстината на земјата како камена. Така ја чувствувате Македонија? Така ја чувствувам и ја напишав, таа ми е најдрага поетска творба, Камена, која е оценета како антологиска песна од многу добри познавачи на поезијата и така ќе остане во моето наследство, односно од книгите како посебна песна која навистина ми е драга, како да се роди Несомнено е дека премногу ја сакате Македонија, доказ за тоа и најновото дело Опстој со неспокој, која што ја доживеа својата промоција на 7 октомври. Така, на 7 октомври. Да, и во моментов причина за разговорот денес е токму оваа книга, која што има поезија, песни наменети само за Македонија. Да, тоа мислам, сакав да ви кажам, напишав доста песни, имам 5 стихозбирки, како пред ова што се случи сегашната, и четвртата ми беше поема за Македонија. Многу силни стихови, која исто така ја искажуваат приказната за Македонија, меѓутоа
мислев тогаш да го достигна врвот за пишувањето татковинска поезија, но потоа така некако по сугестија на овој рецензентот, добро би било од мојата поезија некој да направи поема на една промоција, Гласот на земјата беше тогаш. Зошто реков да некој прави поема кога јас можам да направам јас самиот, и ја напиша поемата На врвот од умот, посветена на Македонија, и во една пригода исто така еден од рецензентите се изрази ова што ни се случува со Македонија, дај Боже од врвот на безумот да отидеме на врвот од умот, како што кажува авторот на поемата На врвот од умот. Токму можам да кажам дека суштината на Опстој со неспокој ја представувате и преку мојот манифест, песната. Тоа сакав да ви кажам дека малку е специфична и не е достигнат со поемата Врвот на умот, врвот на мојата поезија за татковината. Ја направив ова стихозбирка Опстој со неспокој како сублимација на сите песни патриотски, татковински, и спецификата е во тоа што има многу песни, 83 песни посветив на Македонија, и така некои се изразија дека ретко кој толку песни напишал за татковината. Ги пишувате одеднаш или како ви доаѓа инспирацијата? Не, па тие се одеднаш не може се да... Имате период кога ги пишувате или? И период. Ноќе ги пишувам. На вечер. Меѓутоа, тоа се наталожило, се акумулирало некој материјал во мене уште од млади години, бидејќи јас, да ви кажам искрено, сум се заколнал да ја бранам татковината, инаку сум офицер, полковник во пензија, тоа еве ви кажувам исто. И до пензионирањето јас го имав оружјето в рака, мислам до крајот на животот, така се заколнав дека ќе ја бранам Македонија. А сега со поетскиот збор? Сега поминав, бидејќи оружјето го положив, ама го фатив перото. Што е уште подобро, да. И затоа ова е најдрага ми е, најмногу кажува за Македонија. Напишав пролог во почетокот, тоа е спецификата, а прологот бараше и епилог. А прологот е напишан само од насловите на сите песни, 83, и тие дават, приказната ја дават за Македонија, и самиот пролог во ведот се вика Опстој со неспокој. А прологот пара и епилог, а епилогот е мојот манифест. И тоа, ете, имам, мислам, може да ја прочитам. Да, прочитајте го манифестот мој. Да, со тоа ќе ве откријат и вас како лик. Да ме откријат, да, и за многу други работи. Мојата поезија не е класика, ниту мистика со козметика. Мојата поезија не е политика, ниту прилика за препирка. Мојата поезија е поетика со аналитика и семантика, и стилистика со емпирика, излеана во логика и ритмика. Мојата поезија е хроника од практика со полемика и естетика со метафорика. Мојата поезија е моја водилка. Мојата поезија е романтика со етика, лирика и еротика, со динамика и символика. Мојата поезија е немир и вика. О, луѓе мои, поети и творци, земјени и одземјени борци, отворете очи, не бидете слепци, сите мали големи македонци. Ете, тоа е приказната за мојата поезија. И да ви кажам искрено, еден познат поет, детски писател, кога ја напишав таа песна, ми забележа као, зошто ти сега ќе кажуваш за твојата поезија каква е? Јас реков, да, ќе кажувам, немаше да кажувам, требаше други да кажат, ама јас веќе имам 77 години, немам време да чекам некој да кажува. Ама мислам дека и ова кажаното е се на свое место. Дали пишувањето за и опишувањето на Македонија, на нашата татковина, е крик или желба за да ја видите во малку поинакво светло? Крик. Тоа е всушност кажувањето е она што ни се случува, реакција на тоа, немир, трепет некој во мене и немир против она што ни се случува. Или желба? И тоа, желба за подобро. Така и настана една моја книга, Што ни се случува. Тоа е така. Ја
ја имаме, еве, книгава. Имате и книга со колумни? Што ни се случува, тоа се колумни. Прво ми се случува некои мои работи, што се однесува на мене. Малку кога погледнав лево-десно, гледам на сите им се случува и затоа така со колумни реакција на она што ни се случува. И потоа почнав да пишувам тоа што ни се случува, не престана да ни се случува. И се појави некој трепет и немир во мене и така почнав да пишувам поезија, а преку поезијата сакав побрзо, подобро, по-суптилно некако да дојдам до ушите, до читателите, да го кажам она што го чувствувам и затоа тие се трепети и немири, имам таква стихозбирка. Меѓутоа, ни тогаш тие немирите не застанаа кај мене, затоа што, знаете, во нашето општество што се случува, без оглед што има реакција и на луѓето, на граѓаните, јас ги го пишувам тоа, нивната реакција, ја слушам и имам и поезија гласот на народот, односно гласот на земјата. Гласот на, да, и таа ќе ја доделиме, така? Да, таа може исто да се додели. Ова беше интересен наслов од колумните пензионерите меѓу два огна. Баш нешто што се случува. Да, и ете, може и тие две книги и уште некои да се доделат на врвот на умот. Кој ни го корне коренот? Кој ни го корне коренот, таа е исто многу. Замислете и таа символика што ја нуди насловот. Не може дрво без корен, а тоа дрво, таа символиката, веќе некои глодари почнале да роварат, да ни го коренот, да ни го корнат и таа, мислам, многу кажува без многу. Самата слика кажува. Самата слика, не сакам да ја објаснувам. Имав и реакција од страна зошто тоа така и тоа знаме, го ставам. Меѓутоа, јас го кажувам она што го чувствувам и да продолжам уште малку, сакав да кажам дека тие трепети немири премина во рој беспокој кај мене, значи и потоа гласот на земјата, гласот на народот, тоа сакав да го кажам. Меѓутоа колку се слуша тоа, не знам. И од вашите емисии, овие контактни, доста црпам материјал, инспирација. Ви ги следите? Апсолутно. Јас станувам и со вас го почнувам денот. Да, ги слушам луѓево што кажуваат. И никој не сака која е болката? Да, која е болката? Болката е проблемот во решувањето тоа. И сум напишал една колумна таква. Зошто не знам и овие актуелните раководители на власта, што се и опозиција, позиција, не го слушаат гласот на народот. Например, се кажува, луѓе мои, па зошто, например, не се направи закон, не се донесе за потекло на имот? Зошто? Зошто не се спроведи тај ветинг, зошто една изборна единица не се направи и така натаму, не сакам тоа да го елаборирам, меѓутоа повеќе се посветив на поезијата и ете така настана тие книги, самите наслови зборуваат за она што го пишувам. Значи ова е се емоцијата на народот преточена во моите книги. Ајде малку за емоциите, имаме уште многу малку време. Емоциите се водилка, движечка сила на секој од нас. И вас претпоставувам. Ова, мислам, мојата поезија е преполна со емоции. Дури некогаш некои песни толку ме побудуваат, не можам дури да сватам дека јас сум ги напишал. Например, една песна, кога ја читаше мојата внука и на самата промоција, македонка, инспирирана е од Кочо Рацин Ленка. Тоа е толку кажувано исто приказна. Секоја песна е приказна за Македонија. Ова што ни се случува и нашите што одат во странство и тагата што ја чувствуваат за враќање во земјата и зошто не се враќаат и така натаму. Ке може да изрецитираме? Не, ја имам уште една нешто да ви кажам за емоциите. Да, имаме многу малку време за тоа. Готово, јас ќе ви кажам дека тешко се изразуваат емоциите на мојата поезија преку да се преведи. Меѓутоа, мојата внука, најмала, ми кажа дека почна шпански да учи, на шпански јазик многу добро се изразуваат емоциите и се запазува ритмиката и поетиката што ја има мојата поезија. Така да, јас преведов една песна, која ќе ви ја кажам исто... Може да ја слушнеме за да се одјавиме. Готово.
Најпрво еве само една строфа на шпански. Como conesci quente nombría y marcaba tus fronteras con un legado para conservar tu nombre. И ке cuidamos и ке preservamos. Сега читателите, односно слушателите проценат колку носи оваа емоција, меѓутоа македонскиот е македонски, јас не можам Како звучи на македонски? како звучи македонски. Македонио, како конески што те назначуваше и твоите граници ги означуваше. Со аменет името да ти го чуваме. А што чувавме попусто и што зачувавме? Како делчев светот што го разбираше и твоите маки и страдања ги запираше, а во тебе грубо и длабоко навлезе рđа. Те разјадува, те разделува и те прави туѓа. Кој земјо се уште пред врата ти стои? Јас кажувам, но и зад врата. Те мами, те гази и судбината ти ја крои. Кој те уценува и ти го презема постојот? Кој те разделува и ти го одзема обстојот? Љубена моја, колку сакам да те опеам, колку убави стихови за тебе да слеам, за да бидеш среќна, весела и вознесена, а не занемена, раземена и разнесена. Тоа е таа темел на мојата поезија, таа песна. Ви благодарам што бевте денешен утрински гост